Почитувани гледачи, добро вечер. Во уште едно отворено студио, во уште една дебата на телевизија Нова на актуелни политички теми. Она што не преокупира овој период и сигурно ќе не преокупира до крајот на месецов и почетокот на февруари, политичките превирања, почетниот стадиум на преговори, сега за сега, барем во таа фаза помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ за формирање на старо-нова коалиција или влада. Потоа онаа платформа на партиите на албанците во Македонија, на ДУИ, на БЕСЕ и на Алијансата за албанците, која што делумно беше креирана во Скопје и во Тирана и во Приштина. Политичките превирања, што можеме да очекуваме, дали Ахмети и Груевски ќе се договорат, кои ќе бидат последиците од оваа платформа, на што може да попушти Груевски, што Ахмети, дали ќе постигнеме повторно нов коалицијски договор или пак Македонија нема да има нова влада и ќе влезе во уште подлабока политичка криза од која што е во изминативе 2,5 години. На овие теми вечерва разговарам со моите гости, господјата Роза Топузова-Каревска, добро вечер, поранешен, доскорешен пратеник во повеќе изминати пратенички состави, моје слободно мислење, еден од најревностните, најредовните народни избраници. Ви благодарам што прифативте да гостувате. И јас ви благодарам и добро вечер за вас и за вашите гледачи. И господинот Иван Стојковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија, коалицијски партнер во коалицијата за подобра Македонија, особено можам да кажам ве тангира и оваа платформа вас останатите етнички заедници, бидејќи е нели платформа на партиите на албанците. Добро вечер и благодарам што прифативте да гостувате вечерва во телевизија Нова. Благодарам што ме поканувате веќе редовно да бидам гост некаде во емисиите на вашата телевизија. Добро вечер за гледачите на вашата телевизија и се надам дека ќе дадеме одговор на некои од прашањата кои ќе бидат поставени за она што ние мислиме и за она што најверојатно ќе се случи во нареден период. Да дадеме предност на дамата. Господио Каревска, првична оценка кога ја читате платформата која што ја составија партиите на албанците, знаеме дека во голем дел беше креирана и во Тирана со посредство на Еди Рама, потоа и во Приштина со Хашим Тачи. Каков е првичниот впечаток ваш? Дали нешто суштински оди во насока на подобрување наводно на правата на албанците во Македонија и дека за такво нешто има потреба или се работи само за една маска, привид кој што може да создаде подобри преговарачки позиции во однос на ВМРО, ДПМН и ДУИ периодов кој што следи до 29? Благодарам. Да бидам искрена, тука има два моменти. Едниот момент е платформата на која што би сакала да се задржам и тука можеме да дискутираме и за позитивни аспекти, секако и аспекти кои што се далеко од прифатливи, дури според мене и до некаде несериозни. Но мене што најмногу ме погодува, особено ме погоди тоа што оваа платформа беше договарана во Тирана прво и потоа печатот ставен во Приштина. Навистина, јас не сум против унапредување на правата на албанците, ниту пак ми пречи да тие се залагаат за унапредување на правата на оние кои што ги застапуваат. Тоа е нормално, но тоа да се договара во Тирана и потоа да се оверува во Приштина, мислам дека е нелогично и дури го сваќам како надворешно мешање во внатрешната политика на една суверена држава каква што е Македонија. Значи, тоа е едниот аспект кој што како граѓанин, не мора како досегашен пратеник, не мора како човек што се занимавал со политика, како граѓанин ме погоди и тоа многу. Потоа, вториот аспект е самата платформа. Ако ја анализираме платформата, не навлегувам која е целта сега. Прво да видиме што тука што пишува во оваа платформа. Што боде очиот? Па секако дека точката 1 од оваа платформа, која што има 7 точки, е најдискутабилна. И тука би почнала со тоа што вика правилно првата точка е постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот.
Веднаш потоа говориме за промена на Уставот. Значи, нелогично седна. Или, еве поред, првата точка е правилно спроведување на принципот на мултиетничноста во Уставот на РМ, каде албанците се сметаат како државотворна нација. Каде тоа, ве молам, во Уставот пишува дека албанците се државотворна нација? Јас тоа не можам да го видам. Неколку пати го препрочитав Уставот и не можев да најдам такво нешто. Веројатно поинаку ги толкуваат измените во преамбулата, што би ако конкретно вакво нешто не... Да, јас го читав, ги читам измените во преамбулата, значи бев и во парламентот кога се усвојуваат тие, затоа што многу одамна сум, како што вие кажавте, и не можев да најдам такво нешто. Не ја читам цела преамбула, но само еден дел. Вика граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во незините граници, а кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ и така натаму. Тие се дел од еден народ кој што нели си имаат и своји држави. Но овдека, како дел од тој народ, се дели од преамбулата, секако влегуваат во ова наше мултиетничко општество и се многу важни во градењето на државата. Но нема нација, значи зборот нација не се спомнува во нашата преамбула, а камоли да биде државотворна. Значи такво нешто нема. И понатаму вели постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, тоа и сега е така, но и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Нели го слушавме изјавите во неколку интервјуа дека Уставот не треба да се отвара. Па како не треба? Или горе самото пишува во рамките на Охридскиот договор. Тоа не би сакала Охридскиот сега да го коментирам, зашто многу време ќе ми одземе, но еве само на Уставот да се задржиме. Ова значи отварање на Уставот. Ова значи отварање на Устав и негови измени во една многу сериозна сфера. И ако рековме дека Македонија е унитарна и мултиетничко држава и потоа мултиетничко општество, ова не ми говори мене за унапредување на правата на заедниците кои што живеат. Значи, ние од мултиетничка сега правиме двонационална држава, која што според мене е многу штетно. Многу штетно, тоа е една суштинска промена, дава друг лик на функционирањето на државата, навлегува во политичкиот систем кој што до сега сме го имале и мислам дека не може да помине само со една платформа, па каква и да е целта. Значи, каква и да е целта, и да не навлегувам во тоа, дека се бара дури и сеопфатна дебата, што значи тоа сеопфатна дебата, не ми е јасно, за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија, со цел државните символи да рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Па нели е лицемерно да овде зборуваш за мултиетничност, а горе да зборуваш два официјални јазици и ништо друго да не споменува. Значи, според мене, ова е невидена хипокризија, а што се однесува до знамето, химната и државниот грб, јас мислам дека тоа е регулирано со законот, оној кој што сега го имаме, за државните символи, и јас можеби не сум задоволна од тоа кој е државниот символ на Република Македонија, но сега го имаме тоа знаме и употребата каде што се идентификуваат помалите етнички заедници на нивните символи, никој не ја забранува, таа е уредена со закон. Па ние ако го поминеме Групчин, па и дури и во одредени делови во Скопје и Кумановскиот регион, ќе видиме дека насекаде се веат исклучиво албанските знамења. Дури и во кабинетите на нивните лидери, кога даваат интервјуа, јас до сега го немам видено да покрај албанското знаме, со кое што тие се идентификуваат, значи да стои и македонското знаме. И зашто сега говориме, или може би тие сакаат да се доуреди со една единствена цел, да го употребуваат
и македонското знаме покрај нивното албанско знаме. Ако е таа цел, навистина, тоа е веќе еден исчекор кон заеднички соживот. Да го чуеме размислувањето на Стојковиќ. Господин Стојковиќ, дали сметате дека ова се некои реални издржани барања или е па само дури и да е платформа за да се прикаже дека се обезбедува како подобра позиција во преговарачкиот процес за состав на новата влада, или пак само е одреден параван за покажување мускули на политичка сцена кој е колку појак. Спомена господјата Роза неколку сегменти од оваа платформа, би ги надополнил тука и употребата на јазиците што ја споменуваат, рамномерната распределба на буџетот и тука барат нели широка дебата врз основа на етнички принцип, каде се отварат индустријски зони, каде има најмногу инвестиции. Почетното прашање, дали вакво нешто го има колку за да го има, за да покажеме колку сме јаки пред почеток на преговори, или на вистина овие прашања поинаку се уредуваат во оваа платформа од она што сега го имаме во Устав? Јас пред да одговорам на прашањето конкретно за платформата и за се она што се случуваше, следејќи ја почитуваната колешка, само да се навратам нешто. Значи, јас како припадник на српскиот народ, дел од српскиот народ кој живее во Република Македонија, ние и албанците во Република Македонија и туристите и другите сме уставни конституенти и ништо повеќе од тоа. Така пишува преамбулата на Уставот на Република Македонија и тоа е тоа. И како такви, значи јас сега зборувам во своје име, како представници на српскиот народ во Република Македонија, ние одиме прво, значи, правам паралела со Тирана и Приштина. И ние одиме во Белград на координации, на консултации. Значи, Народното собрание на Република Србија секоја година свикува така наречено јавно слушање за прашањата на припадниците на српскиот народ кои живее надвор од границите на Република Србија. Особено претпоставам земјите во регионот, тука кој што се граничи. Поготово, значи се секогаш повеќе внимание се обрнува, значи пошто и во Народното собрание на Република Србија постои одбор кој се вика Одбор за дијаспора и србите од регионот. Ние сме посебно третирани и во истиот закон сме посебно третирани како србите од регионот. И ние на тие така наречени јавни слушања одиме и ги излагаме нашите проблеми, меѓутоа ние секогаш пред одење во Белград, во меѓусебна координација и консултација, испоставуваме барања кон нашата матична држава што таа треба да направи за да се подобри нашата политичка и севкупна положба во однос на сите држави во регионот, односно сите држави кои се граничат со Србија, а има припадници на српскиот народ кој живее во Србија. Значи, јас сега пред 2,5 месеци бев на... И тоа се редовни активности. Сакам да направам една паралела. Јас пред 2,5-3 месеци бев на одборот во Собранието на Србија. Значи, јас, како представник на српскиот народ во Република Македонија, пратеникот од Маѓарска и пратеникот од Руманија. Јас ќе кажам дека седницата беше прво отворена, а подоцна беше затворена за јавност. Ќе кажам дека скоро 5 часа. Тоа не е јавно слушање, него повеќе ми личеше на ново избор за или потврда на Конгресот на Соединетите Американски држави за новиот државен секретар. Значи, таму 15 пратеници ви седнат, вие сами сте должни да одговарате за се она што го работите. Како го работите, што работите, како ве односно државата кон вас, што треба државата да направи да ви помогне и слично. Значи, постојано морате да давате одговор на одредени прашања затоа што во меѓудржавната комуникација, значи кога ќе има средба на највисоко ниво, тие прашања се отвараат. Значи некој не мисли дека работите функционираат само она што пише во новини или само што ќе изјавиме ние на телевизија. Значи има некои други работи кои се одвиваат на едно сосема друго ниво. Така да од тој аспект нашите активности секогаш се усмерени кон тоа да ние бараме од српската држава одредени работи во однос на државите во кои што живееме, за да можеме да ги подобриме условите на нашето живење во државите во кои што живееме. Не се случило, јас подолго време сум во таа функција, не се случило, кај неколку српски председатели сум бил, не се случило да сме добили инструкција за било какво однесување. Информативно да, сме се информирале, меѓутоа никогаш немало инструкции за некакво однесување, никогаш немало документи и платформи кои не обврзуваат на некакво си политичко однесување, затоа што, и тоа сме го разговарале многу пати, затоа што не сакало да се
пружи било каков повод на некој од соседните држави да каже овие сега се договарат за некакви си активности врзани за нивното однесување во државите во кои што живеат. Така да тој аспект, која сега ќе се вратиме на платформата, она што прво паѓа во очи, две работи се многу битни. Првата платформа е објавена на Божиќ, на најголемиот христијански празник, и она прво што ми падна очи, обично се искрен ќе бидам како политичар и како веќе полго време присутен во политичкиот живот на Република Македонија, човек кој добро ги знае внатрешните односи и функционирањето и дека некои работи не се кажуваат и кога сте најповеќе во право. Прво ми падна во очи дека на Божиќ ни даваат декларација која не да е противречна и контрадикторна, туку засега длабоко во чувствата на македонскиот народ. По некое мое ведување, меѓутоа засега и во еднината на припадниците на помалите етнички заедници. Оно што немаше реакција, мислам дека никој не реагира, требаше прво да им каже да сочекат или да им каже дечки, зошто моравте тоа да го направите на Божи, зошто не го направите следниот ден после тоа, нити ќе некој ќе ви најдеше мана, нити ќе изгубивте некој ден, нити не знам што ќе се случи, немаше потреба да правите провокација за Божиќ. Меѓутоа, очигледно е, очигледно е, значи дека декларацијата во одредена смисла имаше и провокативна, значи нота. Мислите дека имало тенденција таква? Има, па очигледно што ме на Божи, значи има провокативна нота. Значи, пошто делот за прашањата кои се заведени во декларацијата директно ги загрозуваат делот православните вредности на поголемиот дел од населението во Република Македонија, зошто да не го направиме на некој друг датум, зошто не го направиме на Божиќ и со тоа да им ставиме до знаење отприлика какви се нашите идеи и планови. И втората работа, што мислам дека извини Роза само да завршам. Да, се извинувам јас. И втората работа што на вистина, значи, боде очи, е контрадикторноста на декларацијата, затоа што јас сум сигурен дека пошто ги познам луѓето и Роза ги знае, значи ги знаеме луѓето што ги водат албанските партии во Република Македонија. Знаат они дека поголемиот дел од барањата што се напишани во декларацијата се исполнети. И знаат они дека поголемиот дел од прашањата кои ги бараат да бидат исполнети, подлежат на промени на уставот на Република Македонија, а за промени на уставот на Република Македонија потребно двотретинско мнозинство. Така да тие прашања без консензус не се решаваат. Значи, доволно е... Затоа прашав колку е ова реална платформа или нешто бараме, ама нема да се договориме. Значи, се обидувам да ви дадам одговор. Значи, ако немате консензус на двете најголеми македонски партии, ВМРО, ДПМН и Социјалдемократски сојуз на Република Македонија, вашите барања не поминуваат. Тоа најавите за паралелни институции и слично, тоа е реторика од минатото и таа реторика нема никаква еднина во најновите геополитички односи, не само во регионот и опште во светски приказни, а и албанските политичари во Република Македонија се свесни дека сепак во Република Македонија има устав и важат одредени законски решења. И третата работа, кога веќе лично, мислим, морам да кажам нешто, која, ја не ја прочитав никаде, ќе ве кажам, мислам дека тоа е моје размислување, мислам дека платформата на албанските политички партии е директен удар на политиката на Социјалдемократски сојуз на Република Македонија. Тоа можам да го објаснам на 10 подстепени. Ќе го говориме и тоа. Контра кого оди? Дали оди во прилог на формирањето на коалицијата, дали оние кои што им одземаат дел од гласовите на изборите? Моето мислење е дека и тврдам дека платформата е контраудар врз политиката на Социјалдемократскиот сојуз и води кон формирање на ново стара владина коалиција. Сакавте реплика? Јас сакав тука малку сосема, веќе се помина на друга тема, но уште малку би сакала да се занимаваме со самата платформа, а потоа за незината цел и значење. Колегата Стоилковиќ сакав да му кажем ова околу Божиќ, нели? Може би, навистина тоа не е пријатно чувство кај секој македонец, верувам, без разлика дали е верник или не е верник, но уште по-специфично е тоа што, ако се сеќавате колега, не сака изборите, значи албанските партии се спротивставија за тоа изборите да се одржат овие кои што требаше во јуни да бидат за време на нивниот ветски празник. Значи, ако бараш да се почитува твојот ветски празник, ред е да го почитуваш ветскиот празник на другиот. Толку околу овај аспект. Значи, точно дека може би тоа има некоја порака. Ајде да
не мислиме така, но секако дека и таа мисла се наметнува. Што се однесува до самата платформа, би сакала да кажам дека освен првата, која што е најпроблематична, нели, од сите овие точки, има забелешки и во другите. Дел од нив, како што кажа колегата, и се исполнети или се обични фрази. Вика, нели, да се унапредат правата, тоа е нешто кое што секако или во рамките на рамковниот договор, тоа се спроведува, тоа е процес кој што трае секоја година. Колку на прв поглед изгледа како заштитничка кон албанските интереси, а колку од овие прашања веќе се уредени на одреден. Веќе се уредени, да, точно. Или, например, некои кои што немаат некое големо значење, вика создавање на Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Ние имаме таква комисија и сега што говориме и во парламентот, постои и во самата влада, значи има комисија која што се бави со овие проблеми. Сега наместо да говориме за намалување на бројот на министерства, кои што и така се многу, сега говориме уште и за нови министерства, што според мене е апсолутно неприфатливо, па баре за било каква и цел да е. Единствено може би да велиме дека, според мене, третата точка е прифатлива и навистина очекував и малку повеќе, за жал таа е пак само со една-две реченици, да се опфати, да се задржи тука зајакнување на владење на правото како предуслов за напредок на евроатланскиот интегративен процес и тука е навистина во ред. Ние мора малку повеќе или ова владата која ќе се формира, ако се формира и кога ќе се формира, за тоа подоцна, нели, да се бави со овај проблем унапредување на правосудниот систем и забелешките кои што ги имаме. И околу специјалното јавно обвинителство, овде би сакала да кажам, вика подршка за непристрасно вршење на работата на специјалното обвинителство без етнички и политички предрасуди. Па и ова е дел од нешто, како што кажа колегата, што е овде проблем. Ова не значи продолжување или не продолжување на работата. И до сега специјалното јавно обвинителство имаше поддршка во вршење на својата работа со тоа што 4 партии го гласа и законот за специјално јавно обвинителство, мислам во парламентот, нели тогаш, и гласа исто така за Катица Јанева како специјален обвинител. Суштински разлики со ВМРО-ДПМН околу продолжувањето на мандатот. Ама видете, тие суштински разлики не се наведени никаде, ме разбирате. Не пишува овде продолжување на работата. Јас не гледам суштински разлики. Она што го изјавуваат лидерите или потпаролите, тоа е веќе друга работа. Да, но овде не гледам нешто такво напишано. Значи, и понатаму, ако видиме, вика, нели, формирање уште 2-3 анализи на четвртата точка, не бија нешто посебно дискутирала, затоа што сметам дека тоа е создавање на дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи како суштински елемент на политички стабилна во земја. Во тоа се сложувам, ние мора да живееме заедно, но не само со албанците и со сите помали етнички заедници. Тука е во ред. И 5-та точка вика активно да се вклучат во решавање со спорот кон името, што тоа значи да има представник од албанците. Јас, например, немам ништо против во тие преговори, нека има и представник од албанците, но дали е тоа, дури не е за мене ни за декларација, ни за платформа, тоа треба да си седнат оние кои што ја прават владата и ги сочинуваат преговарачките тимови и да се договорат дека присуството на представник од албанската етничка заедница може би дури и позитивно, макар да не гледам како, но еве ќе влијае на тие преговори или вклучување на албанците во работна група за директни преговори со Грција. Реков дека тоа не е нешто кое што би требало да има место овде или за директни преговори со Бугарија. Овие точки според мене се апсолутно непотребни, не се штетни, но не се ни нешто значајни.
И што е интересно, ако ја видиме 7-та точка, вика исполнувањето на горе наведените точки ќе го деблокира патот на Македонија кон целосна интеграција во НАТО и отварање на преговорите за членство на Европската унија. Да не се лажеме. Што се однесува до едниот аспект, владење на правото, секогаш и во иднина и сега и ќе се залагам. Тоа реков, да не се повторувам, мора. И тука имаме многу работа која што Македонија треба да ја направи. И тука не само заради деблокирање за процесите, заради нашата земја, заради граѓаните, ние мора тоа да го спроведиме. Но главното блокирање на процесите, знаеме од каде ни доаѓа, од Грција. И сега, вика, овие 7 точки, ви се молам горе, ќе доведеле до деблокирање на патот на Македонија. Како? Како ќе се реши? Со тоа што ќе се вклучи еден од албанците во преговарачкиот тим на Грција, дај Боже да му го промени мислењето на грците и тие да се откажат. Ама да не влие па контрапродуктивно. Не, тоа не навлегувам, но сега говориме, нели, кога се пишува еден ваков документ, ако сакаш да бидеш сериозно сватен, а тие очигледно сакаат, и да има добронамерна цел, треба да се води сметка за секој пишан збор, за секоја реченица, но кога ќе дојдеме до владата, јас би сакала уште еден момент кој што е во ова да го истакнам, кој што пак ми дава нешто слично, ме води кон патот на размислувањето на колегата Стоилковиќ, но да не го... Тука ќе направиме прва пауза за реклами, ќе се вратиме повторно. И само би сакала да резимирам. Мора да го завршиме пред да направиш пауза само. Накусо ви молам, затоа што сме ограничени само. Добро. Одиме со првата пауза и многу брзо се враќаме во студиото, останете со нас. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова со моите гости Стоилковиќ и господјата Роза Топузова-Каревска. Дискутираме околу платформата на политичките партии на албанците и можностите за составување старо-нова владина коалиција или за исходот на составот на новиот владин кабинет, дали влегуваме во нова уште подраматична политичка криза или се ближиме кон незината разрешница. Стојковиќ, сакавте нешто пред рекламите? Само кратко до појаснување, колешката тоа многу добро го знае. Кој го води секторот за евроинтеграција во владата на Република Македонија веќе по време? Припадниците на Демократската унија за интеграција. Значи, на најдиректен начин се вклучени во процесот на апроксимација на законодавството и на преговорите, односно проблемите во врска со решавањето на проблемот во името. Така да, ми звучи, изгледа смешно и несериозно, кога ќе ставите на хартија такво нешто, а, например, како припадници на албанските партии во Република Македонија, под покровителство на председателот на владата на Република Албанија подпишувате платформа, а не подпишете платформа и да побарате од Република Албанија да ја признае Република Македонија под нејзиното уставно име. Знаете како ова е? Кога се занимавате со политика, обично внимавате да не оставяте празен простор каде што можете да бидете условно кажано прочитани, да бидете како еден обичен буквар и каде што секој ќе може отприлike да ги види проблемите со кои се обидувате да се занимавате и начините на кои сакате да ги решите проблемите. Ако е пораката од платформата дека Македонија треба да го промени своето уставно име со поддршка на припадниците на албанскиот народ во Република Македонија, тогаш мислам дека е сериозно лоша порака како припадниците на македонскиот народ. И јас ќе ви кажам дека како припадник на српскиот народ, на делот од српскиот народ што живее во Република Македонија, како човек кој се занимава со политика, се уште не ми паднало на памет да кажам или да се изјаснам негативно по било што во врска со тоа прашање, затоа што знам дека живее во Македонија и знам дека тоа прашање директно ги засега припадниците на македонскиот народ. И ако ништо друго не можам да кажам, барем можам да изразам солидарност со македонскиот народ, да издействува што подобра преговарачка позиција во врска со спорот со името. Така да тој аспект некои работи се видливо далеко, за некои работи можеме малку подобро, појасно да зборуваме, за некои работи ќе мораме да премолчиме, да чекаме да се развие процесот и така натаму. Така да од секој аспект платформата, кога ќе ја погледнете на прв поглед,
да се вратам на неја, мислам е далеко од сериозен политички документ и мислам дека осим провокативно политички цели и она што можеби требаше да се предизвика како реакција кај македонското население го нема, меѓутоа постои кај припадниците на македонскиот народ, не само кај припадниците на македонскиот народ, мислам генерално за сите граѓани во Република Македонија. После платформата постои едно сериозно отрезнување во однос на се она што се случува во политичкиот живот на Република Македонија. И како поминува времето по објавувањето на платформата, барем во комуникација со граѓаните, јас имав неколку состаноци последни дни, гледа таа сериозност кај граѓаните, таа загриженост се повеќе присутна. Така да еден апел во исто време, значи не би било лошо граѓаните да не бидат толку загрижени од една страна, повеќе да внимаваат што зборуваме пред да донесуваат одлуки, затоа што одлуките не се носат од инеет, од омрза и од слично, туку одлуките се носат согласно интересите на државата во која што живеете. Имаме ваква платформа од представници на партиите на албанците во Македонија од после избори на кои што македонска партија зема добар дел од нивните гласови. Затоа ви реков, значи улогата на платформата е условно кажано бумеранг. Во услови кога Дуи, да речем, условно е најмалку моќен од изминативе години со 10 пратеници, меѓутоа пак е во позиција најмногу можеби да условува или не. Знаете како, само да знаеш, значи знаете како, кога на некој ќе му падне гениална идеја, станува збор за Социјалдемократскиот сојуз, да после 15 години, значи, спроведување на рамковниот договор, после разрешени мал милион проблеми во врска со рамковниот договор, знае Роза од почетокот, ние се познаваме од 2002 година кога јас станав пратеник, колку пати сме учествувале на разни разговори во врска со реализација на рамковниот договор, со се што морало да се издржи, да се реализираат дел од работите врзани со рамковниот договор, и на некој замислите му паѓа после 15 години 16 гениална идеја. Ајде ние да излеземе надвор од рамковниот договор, да излеземе надвор од Уставот на Република Македонија и на тој начин ќе ги решиме сите проблеми. И нормално дека ќе добиете оваква платформа како одговор, затоа што на некој начин вашата политика мора да биде поразена. А како ќе биде вашата политика најдобро поразена? Така што ние ќе излеземе со наша платформа и ќе ја поразиме вашата политика. Јас тврдам дека однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз пред изборите и во изборниот процес беше директна навреда кон припадниците на албанскиот народ и кон албанската политичка елита. Не можам да верувам, сигурен сум дека не е така, дека албанските политичари во Република Македонија не знаат што е подобро за албанскиот народ во Република Македонија, а тоа подобро, например, го знае Социјалдемократскиот сојуз. Едноставно, не може да му убеди никој во такво нешто. Роза, сакавте нешто директно за платформата, па ќе се одиме на преговорите во Мроидој. Да, тука би била последна забелешка. Мислам, не толку за платформата, колку би сакала да не остане недоречено. Колегата го отвори прашањето за однесување на албанскиот фактор визави решавање на спорот со името. Јас морам да кажам дека во досегашниот период, сепак јас имав чувство дека албанскиот фактор се однесуваше коректно во решавање со спорот со името, дури даваше подршка во целокупниот тој мачен процес на кој што е изложена Република Македонија и затоа сега јас кон нивното вклучување не сакам да го толкувам злонамерно. Значи, апропо на ова, и тука би завршила. И што се однесува, уште ова за платформата, моментот кој што го спомна и колегата, значи, мене не ми е јасно како платформата која што настанува после изборите, каде што евидентно дека Дуи го доживеа најголемиот пораз, значи, ако гледаме процентуално да ги изразиме, колку е паднат ВМРО ДПМНЕ, колку има изгубено Дуи, тогаш кај Дуи е повеќе од 50% изгубија од бројот на пратеници. Пак ради она мнозинство од 67 е доведен во оваа ситуација да условува... Да, точно е во поволна ситуација, но сега зборуваме дека тие имаат го доживеат драстичен пад. Дали тој драстичен пад не значи пораз на Дуи, него повторно значи негова победа, да бидеме сега реални во бројките, значи без оглед на падот на бројот на гласачите на Дуи, Демократската унија за интеграција се уште е доминантен лидер, колку сите останат доминантна политичка партија кај албанскиот народ во Република Македонија, тоа е непобитен факт, бројките тоа го говорат. Има најповеќе пратеници во новиот парламентарен созив.
и тука се става Да, точка. тука се сложувам дека е тоа така, но сега по платформата сакам да го поврсам и сега со една ваква платформа се излегува ден по избори, значи по избори, не пред избори. Логично е, ако претендираш да направиш влада со одредена партија, да бараш дел од твојата, значи тоа е во политиката секаде, во земјите со развиена парламентарна демократија, политичката пракса, да ти бараш дел од твојата предизборна платформа да биде вградена во заедничката платформа за формирање на владата. И тоа би било логично. Но дуи вакво нешто немаше за време на изборниот процес. Немаше овие барања. Сигурно дека тие зборува за унапредување на правата кај нивното гласачко тело, мора да излезат нешто на изборите. Но вакви ригидни барања се нема. албански. Да, немаше, значи, немаше во својата платформа за избори и сега по изборите прави платформа која што и тоа ја условува дека услов за формирање на влада ќе биде оваа платформа. Тоа е симптоматичното, ме разбирате? Ако дуи ја доби довербата на својот електорат со една ваква платформа, нормално е да ги условува коалиционите партнери или со оние кои што ќе разговара да бидат коалициони. Но не после избори. Да, но не после избори. Тоа е нејаснотијата и нешто несвојствено на праксата, која што не само ние сме имале до сега, туку и многу други земји. Но, ќе кажам, тоа го кому му оди во прилог, значи веќе почнавме околу тоа. Јас не сакам да шпекулирам, но има два интересни моменти ако ја гледаме платформава за околу формирањето на владата. Вика, нели ќе формираат и тркалезни маси на кои што ќе се следи спроведувањето на овие 7 горе точки. На крај тоа вели и тркалезната маса ќе ги определи роковите на горе наведените цели. На горе наведените цели, значи тука ќе ги определуваат следно. И кон тоа, ако го додадеме ова, на крајот платформата, како преамбула што стоеше, се согласуваме за взаемна поддршка на заедничката политичка агенда која предвидува реализација на следните цели во идниот владин мандат или во секој понатомашен мандат. Значи, тука се остава поголем простор, оваа платформа не значи дека треба да се реализира во целост во овај мандат кој што следи и дека ќе биде толку тврд орев или камен на сопнување. Според ова што го гледам, колегата Стојковиќ сигурно повеќе информиран од мене, затоа што е дел од парламентарното мнозинство. Да, тој повеќе кај каже од мене, но овде оставам можност, а имајќи го во предвид и мајскиот договор, кој што вели дека победникот од едната прави... Тој збор не веруваме дека може Ахмети да го погази? Па не, јас не верувам, значи, но секако да почекаме да видиме што ќе се случува, но врз основа на ова сега што го кажав пред малку, што го цитирав, и ова што последно го споменав мајскиот договор, можно е да очекуваме и да се договори влада помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Како таа ќе функционира, колку ќе биде рокот на тоа парламентарно мнозинство, тоа се веќе нови прашања за кои што понатаму би. Токму тоа води до на ново прашање. Дали не рековме, значи, дали може да имаме и нови избори наскоро? Не, да се вратиме прво, значи. Затоа јас платформата ја карактеризирав и ја оценив само како условно кажано контраудар врз политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Ништо повеќе, ништо помалку. Така да тој аспект без оглед на смалувањето на бројот на гласачите на ДУИ и со оглед на она што вие го зборувате како непринципиелно однесување платформа после избори, а не платформа пред избори, само укажува дека платформата е реал политичка приказна, која треба да ги амортизира резултатите од изборите, но од друга страна никако не може да ги избрише резултатите од така наречениот мајски договор. Не може да биде... Иначе, да не беше така, ајде ќе продолжам, иначе да не беше така. Зошто молчи Социјалдемократскиот сојуз? Зошто Социјалдемократски сојуз не излезе и не кажа за нас е прифатлива целосно платформата на албанските партии, ние ќе формираме парламентарно мнозинство со сите политички партии на албанците во Република Македонија? Не.
Речи си една Просто недела нема конкретен став од Просто станува збор дека таа работа, пошто е таква каква што е, пошто во предизборниот период се ветуваше и тоа што може и тоа што не може, едноставно работите кога ќе тргнете во практична реализација на правење на програмата на идната влада, некои работи не влегуваат. Видите вака, не е политички, видите вака, политичкиот процес и политиката не е буран на желби, па ќе бркнеме во бунарот, ќе изваеме јас сакам тоа и еве сега тоа утре ќе биде. Тоа се станува збор за политички процеси кои не се еднозначни, кои се повеќе значни, кои се повеќе слојни. Вие заговарате уставни промени. Вие многу добро знаете, за да изведете било каква промена во уставот, дека треба прво минимум најмалку 6 месеци од една страна. И тоа за прашање, за кое постои консензус. А замисли за прашање за кој нема консензус, како што се овие. Значи, кога треба да отворите дебати, па да вклучите меѓународна јавност, па експертски мислења да чуете, па да вклучите дел од меѓународните посредници и познавачи на некои прилики лево десно. Значи, така станува збор за еден многу сериозен процес. И тоа така не оди. Затоа сум склон да се повикам на мајскиот договор, затоа што сум сигурен дека Демократската унија за интеграција како патилац во политичкиот процес знае многу добро дека треба да формира со победничката македонска партија, инаку што би личило формирање на влада со, условно кажано, со македонската партија која има помал број на македонски гласови, па ако важи Бадентер за припадниците на албанската заедница во Република Македонија, тогаш да не дојдеме ситуација македонците да бараат Бадентер затоа што во сопствената држава нема да можат да формираат влада оние што ја освоиле довербата на поголемиот број од припадниците на македонскиот народ. Така да едноставно станува збор за многу практични работи. И вие можете да направите се. Меѓутоа како тоа ќе функционира? И нели е суштината на политичките процеси да ја стабилизирате државата, да не правите нови политички процеси, или е цел нешто друго? Еве, излезете надвор, разговарате со било кој стопанственик во Република Македонија во изминатите 9 месеци дена после изборите сега веќе помина. Како му се одразува кризата? Да видите што ќе ви кажат, како се одразува политичката криза врз бизнисот, што очекуваат тие. Значи, луѓето, и колку едва чекаат да се смири. Луѓето едва чекаат да се формира влада на Република Македонија, колку толку да се стабилизираат политичките околности за да може нормално да се живее и да се работи. Затоа што држењето на граѓаните на Република Македонија, на стопанство на Република Македонија во оваа пресија на нерешен проблем во врска со формирањето на владата, евентуално отварање на теми кои ќе го закушат не само стопанскиот, некој секој друг живот во Република Македонија, затоа што кога ги ставите тие работи и ги отворите веднаш да ги решавате, па Република Македонија во тој момент ќе биде спречена. Спречена не за ништо друго, него спречена да функционира. Стопанството ќе биде спречено да функционира. А граѓаните на Република Македонија очекуваат стабилизација и работа, не очекуваат дестабилизација. Така да тој аспект сметрам дека колку год да не има некои желби, амбиции за било што во Република Македонија, сепак тие желби и амбиции треба да бидат ограничени и на реалниот живот на Република Македонија. Поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија, со сите ние, живееме реален живот со реални проблеми и бараме од државата, која постои помеѓу другото заради тоа, да ги решава тие проблеми, односно да биде моќна и спремна да ги решава тие проблеми. А државата, ако не се формира влада, ако остане во процес на блокада на институции на системот, нема да може понатаму да функционира на најдобар можен начин и тоа ќе биде само уште еден чекор кон продлабочување на политичката криза во Република Македонија, за која тврдам, доколку не биде разрешена со брзо формирање на влада, не очекува нареден период. Дел сте од коалицијата за подобра Македонија. Пред неколку дена имаше ВМРО-ДПМН, освен оние нивни партиски тела, највисоки извршени централен, што му дадоа мандат на Груевски за формирање стабилна влада безусловно, и коалицијските партнери од помалите етнички заедници дадоа поддршка, но предупредија разговорот ВМРО-ДУ и да не се претвори во бинационален диалог. Застапник сте на таа теза како председател на партијата на србите или имате некакви поинакви размислувања дека и не постои можност за такво нешто, имајќи ги предвид и ставовите на Груевски на ВМРО-ДПМН и во оние две интервјуа кои што беа дадени пред? Знаете како? Една од клучните грешки на меѓународната заедница беше правењето на Призенскиот договор Еден и два, што беа исклучени припадниците на помалите етнички заедници. И таа грешка
гледате докаде доведува до вакви платформи. Ние во секој случај дека имаме доверба и даваме подршка на председателот на ВМРО ДПМН како носечка партија во коалицијата да ги отпочне преговорите со победничката партија кај албанскиот блок и да, ако може, таа работа да ја заврши на најдобар можен начин. Меѓутоа, таа подршка не била и нема да биде безусловна, затоа што ако бевме исклучени веќе полог период од припадниците на меѓународната заедница во договорите кои се случуваа во Република Македонија, не бевме информирани и поголем дел од договорите одејани на наша штета. Сега имаме намера да учествуваме во тој процес. Еве еден пример. Демократската унија за интеграција може да пише колку сака платформи. Меѓутоа, на припадниците на помалите етнички заедници се уште не даде одговор за промените на изборниот законник, односно за гарантираните места на помалите етнички заедници, предлог кој тие го блокираат заради тоа што ќе им било загрозено Бадентеровото гласање. Па сега, кога Демократската унија за интеграција гледа дека нивното Бадентерово правило може да биде загрозено ако социјалдемократскиот сојуз стави повеќе албанци кај нивна листата, тогаш нели е логично да се осврне малку кај нас и што помалку вакви етноцентрични платформи, туку малку пошироко да ја согледа целата состојба, затоа што ние нема да бидеме неми посматрачи во еден процес каде што би можеле да изгубиме се. И ако некој мисли дека правата кои сме ги стекнале така лесно ќе може некој да не ги избреше, мислам дека тука направи многу погрешна процека. Не од аспект дека ние сме моќни да правиме сериозни политички проблеми, меѓутоа од аспект дека сме моќни да правиме влијание во јавното мислење на Република Македонија на ражен начин и тоа ќе го користиме во наредниот период без пардон. Може би сега на граѓаните на Република мислат да така. Овие се помали тука, они ќе чекаат прилика сега да ги промена страните, да направат. Мислам, видите вака, тоа се приказки за мали деца и приказни за лажување на јавност. Но така знаете како, во политиката никој не сака да зборува со несериозни луѓе. Во политиката секој прави договор со сериозен човек кој држи за својот збор. Така да тој аспект, значи, мислам дека и ова што го зборуваме е не само обврска за нас кон граѓаните на Република Македонија, што еве сега условно кажано само на нас ни даде подршка. Туку е воопшто се однесува за граѓаните на целата држава, затоа што граѓаните на целата држава мислам дека конечно сватија дека и припадниците на помалите етнички заедници не се само фолклор во политичкиот живот на Република Македонија, затоа што кога погледнете Македонија, условно кажано пострамковна Македонија, она постои само на еден темел. А тој темел е коректните и добри односи помеѓу припадниците на македонскиот народ и албанската заедница во Република Македонија и да тоа не личи или да не биде, да не звучи како двонационалност и учеството на припадниците на помалите етнички заедници како конституенси на Република Македонија. И ако тој комплот на стабилноста на Република Македонија не биде испочитано до крај, платформата ќе биде реалност. Тука би сакала една забелешка. забелешка. Само напоследно молам, затоа што ќе треба уште еден блок на реклами. Добро. Тука само една кратка забелешка. Ова што сега го говорите, почитуван колега, ќе ви забележам дека требаше и многу подано да го зборувате. Јас го зборував за Пржинскиот договор. Не смееше да дозволат помалите етнички заедници, па дури и помалите партии кои што партиципираат во парламентот да бидат исклучени од дебатите кои што се водеа во Пржино. Да не зборувам дека сметам дека тој диалог требаше да се води во парламентот и многу повеќе луѓе да знаат што таму се договара или преговара. Значи, тоа требаше да бидеме запознати сите и вие тогаш уште, вие сте и лидер на партија и представник на помала етничка заедница, требаше да извршите поголем притисок за ваше присуство на овие преговори. Мислите дека притисокот е само јавен? Знаете ли колку средби со припадниците? Не можам да знам, па сега, значи, па сега вака. Но јавен, зборувам за добро, јавен. значи, еве сега вака, значи. На мал милион средби со представниците на меѓународната заедница. Значи, на мал милион средби. Е потенцирано, зборувано, не имаат ветувано, значи, не знам колку пати не имаат ветено дека грешката ќе испрат. Дури кога беше Хајндел, германскиот представник во Република Македонија, јас толку жестоко се спротивив, значи на еден состанок, значи просто беше неверојатно и непријатно да се присуствува на една таква средба. И беше ветено дека следното доаѓање на господин Хајндел во Република Македонија, ние обавезно ќе бидеме вклучени. Се појави вториот пат господинот Хајндел, замислите не повикаа. Што мислите?
Ние не сме вршиле притисок. Притисокот беше и повеќе од голем. Меѓутоа, меѓународната заедница има еден проблем. И кога ќе на меѓународната заедница, кога ќе условно кажеме скрешите убрк, дека работите што ги прави, се негативно одразуваат врз стабилноста на Република Македонија, врз политичкиот живот на Република Македонија, врз припадниците на помалите етнички заедници, нив тоа не ги интересира. Нив ги интересира нивната агенда. Така да, од тој аспект, ние имаме проблеми со меѓународната заедница од аспект што прво меѓународната заедница ги тера својата агенда, а јавноста во Република Македонија, кога ќе зборуваме ние, не сваќа на еден сосема друг начин на кој што мислам дека би требало да не свати од една страна и од друга страна. Знаете како, граѓаните на Република Македонија без оглед на се, без оглед на кризата, без оглед на манипулациите во јавноста, без оглед на омразата која се шири се натаму, се доволно свесни да проценуваат. Може би некогаш се направи ситна грешка ваму и таму. Меѓутоа, граѓаните на Република Македонија и воопшто припадниците на сите народи во Република Македонија имаат чувство, знаат кога се преварени и знаат кој знае обично да ги превари. Така да, тој аспект, знаете како, ние сме се определиле за една политика, таа политика ја туркаме. Нашиот проблем е што поголем дел од јавноста, за кој сакам да и се обратам, тука се односи на вашата телевизија, се уште оди под она старата, меѓународната заедница е во права, па дури кога прави најголеми грешки. Тука одиме со вториот блок реклами. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме набрзо повторно во студиото. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото на телевизија Нова со завршницата од оваа дебата со Стојковиќ и Топузова-Каревска околу платформата на албанските партии и преговорите за состав на идната влада. Господио Топузова-Каревска, колку мислите дека кај Ахметиеве, затоа што беше иницијална каписла, да речем, за сето ова и за вечерашната дебата, ќе преовладува неговата политичка мудрост, како што некој сакаше да го квалификува изминатиот период? Дали кај Ахмети можете да препознаете политичар со кој што може рационално да се разговара и дали изминатиот период ви оставил впечаток на човек и политичар кој што предводи најголема албанска партија, кој што влече мудри потези и мудри одлуки, или го понесуваат емоциите за вакви прашања? Не, јас не мислам. Значи, морам да кажам дека јас немам негативно мислење за господинот Ахмети. Во одредени прилики тој одигра значајна улога. Колку му е водилко на мисла дека треба стабилна влада? Да, си влечеше некои потези кои што беа добри во насока на државата, значи немам негативно мислење, но постои уште еден момент колкав што го забораваме, бидејќи колегата Стојковиќ многу пати ја спомена меѓународната заедница, колкав ќе биде притисокот врз господинот Али Ахмети во оваа ситуација, токму таа меѓународна заедница. Значи, колку тој ќе го има притисокот за неговото понатамошно позиционирање. Доколку тој притисок не биде изразит и доколку може да се најдат начини, секако дека оние прифатливи работи што се, да секако дека Македонија нема да биде иста, прашањето за двојазичноста се отвори, да не се лажеме, тоа прашање го отвори Социјалдемократскиот сојуз, кој што, од друга страна, кој што прашање ги засега повеќе албанците, макар да јас не гледам каква придобивка имаат и албанските граѓани, дали во Делчево ќе се говори албански или во Прилеп или не знам во Берово, но еве сепак да не зборувам од практичен аспект, да зборуваме од идеолошки и емоционален аспект, повеќе ги засегаат албанците, значи и сега веќе се подигна прагот на очекување кај албанските граѓани. И што очекуваме? Да ако една македонска партија нуди значи двојазичност на територија на цела Македонија, да Али Ахмети рече не, ние не ја сакаме оваа двојазичност. Тоа е многу тежок процес. Верувајте, се отворија прашања кои што се сериозно ќе се рефлектираат на имината на земјата. Не е ова, нели, да говориме за некој закон кој што може и вака и така да биде, него прашање кое што задира во унитарноста, во мултиетничноста и така натаму. Сериозни се овие прашања, но реков, сепак одлуките на господинот Ахмети многу ќе зависат и од тоа колкав ќе биде притисокот за каде и како тој да се позиционира. Од друга страна, мислам дека ќе се
ќе порасне свеста пред секај политичарите. Ова што го говореше господинот Стоилковиќ за мене е многу проблематично. Знаете, ние не сме богата земја. Македонија се уште не може да си дозволи таков комодитет да биде со години во криза, а факт е дека сме во криза. Се уште голем дел на населението е сиромашно, се уште голем број млади луѓе тешко доаѓаат до работни места, дел и ни заминуваат, што е процес неминовен. И сега, наместо да говориме како тие проблеми да ги решаваме, како со тоа да се справуваме, ние веќе 2,5 години имаме една политичка криза која што, јас немам многу контакти со бизнис центарот, бизнис заедницата, но гледам дека лошо се рефлектира. Застој имаме и во економијата. Не знам до каде тоа ќе оди. И во името на државата, значи, граѓаните пред се очекувам брзо да биде решена оваа криза, но реков, сепак, многу зависи не толку од личното самоубедување на господинот Ахмети, онолку колку што сум разговарала со него, мислам дека тој ќе го почитува она околу мајскиот договор, дека победникот од едната партија... Но колку тоа ќе биде долготрајно? Но, ваква една влада, сега тоа сакав да го кажам, дури и да се формира, се заговараат повеќе опции. Едната од таа е формирање на влада помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тоа значи парламентарно мнозинство од само 61 пратеник. Многу тешко ќе функционира парламентот. Со колегата, како дури што да бидат спомена... оние двајца од ДП, со 63 пак е макар на ивица. да Тачи даде една друга изјава, Дека неговите гласови од БЕС. Не точно гласовите, многу туку ја поддршка, поддржуваат БЕС-а, но ајде да кажеме дека и тој ќе оди. Многу тешко во парламент со 61, тоа е многу тешко. Значи, верувајте, не може да почне седницата ако во салата нема 61 пратеник. Нормално опозицијата не е таа која што ќе обезбедува мнозинство за функционирање на парламентот и мислам дека тоа нема да трае долго и во тој случај нема да трае долго. Потоа, втората опција е која што тука е уставот, мислам, недоречен, мора да признаеме, ако го гледаме член 84, вика мандатот? Да, го определува мандатот, дека председателот сепак го определува мандатот за состав на владата на Република Македонија, а потоа членот 90 определува кому му го дава, вика на оние партии или коалиции кои можат да обезбедат парламентарно мнозинство. Овде е многу нејасно. Но нема и што би било во ситуација ако некој не обезбеди мнозинство, да, добија мандат? Прво го нема тоа. И второ, што значи да обезбеди мнозинство? Од кога ќе го добие некој мандатот, тој тогаш треба да се обиде да обезбеди мнозинство. Зашто да преговара некој? Сега, значи, нелогичен е. Дури има и малку една нелогична одредба и затоа секогаш сум се залагала да бидат до крај убаво кажани работите како во уставот, така и во законите. И уште само третата опција. Треба да привршуваме да му дадеме можности на Стоилковиќ за завршен коментар. Третата опција е, нели, која што се заговара и се почесто ја гледам кон опозицијските, нели, медиуми за формирање на влада со широка влада. Мислам дека, според мене сега, ова е моја проценка и таа влада би требало да биде краткотрајно, но не гледам зошто и би се формирала за кратко време. Имавме ситуација 2001, обично такви влади се формираат во криза, кога се формира онаја влада на широка коалиција, Македонија излезе од кризата, потоа Бранко Црвенковски се повлече, ако се сеќавате, од владата, и владата на Љупчо Георгиевски организираше фер и демократски избори, на кој што убедлива победа однесе тогаш коалицијата за Македонија. Значи, сакам да кажам дека дури за тоа е неопходна широка коалиција и мора да се формира влада која ќе биде стабилна и ќе ја преземе одговорноста. Уште многу работи треба да се завршат во Република Македонија. Стоилковиќ, и од вас сублимат на тоа што можеме да врз основа на овие работи кои што ги спомена и Топузова Каревска, меѓународниот притисок врз Ахмети, што можеме да очекуваме влада со 61, максимум 63 пратеници, колку таа ќе трае и дали може да сето тоа, макар и да биде со 60, со 63, широка влада, дали повторно одиме кон нови избори без разлика, пошто и да биде со 61 и со 63 не е она стабилно мнозинство за да функционира нормално во секоја смисла.
Можеме ли да очекуваме нови избори наскоро и дали сметате дека сепак ќе има влада, тоа споменавте ВМРО и ДУИ, и колку таа би траела? Она што на прв поглед се приметува у последниве денови е значи дека топката е во раците на Никола Груевски и Али Ахмети. Јас тука не би многу ја потенцирал меѓународната заедница, затоа што мислам дека меѓународната заедница малку не е повлечена, туку малку повеќе остави простор лидерите сами да се договарат што е добро за сите во Република Македонија, затоа што мислам дека предолго време Република Македонија е под патронат, условно кажано, да не употребувам некој лош збор, на меѓународната заедница или на дел од дипломатскиот кор во Република Македонија, така да тој аспект тоа е мошне добро од таа страна и би било уште подобро ако тој процес без мешање на меѓународната заедница се претвори во формирање на нова влада, што условно кажано ќе покаже дека лидерството во Република Македонија е спремно и без меѓународно туторство да решава за проблемите кои постојат внатре во Република Македонија, и тоа на некој начин ќе релаксира политичката криза во Република Македонија. Она што мене реално ме загрижува, не ме загрижува ни мало мнозинство, ни поголемо мнозинство, ништо. Мене ме загрижува само фактор што опозицијата се уште не е сходно да ги признае изборните резултати, односно да го признае изборниот процес како легитимен и демократски. И тука ми е се уште мислата дека работите не се завршени до крај. Јас не знам ако некој се уште мисли дека ќе може да ги повтори игрите од претходниот мандат, мислам дека многу греши. Мислам дека и свеста кај граѓаните на Република Македонија и сето она што се случуваше и сега и по предизборната кампања и што се случува сега, укажува дека на некој начин и кај граѓаните во Република Македонија воопшто е малку подигнато нивото на свеста од аспект дека граѓаните на Република Македонија сватија дека се загрозени елементарните претпоставки за нивната екзистенција. А кога на граѓаните ќе им ги загрозите елементарните претпоставки за нивната екзистенција, тие реагираат одбрамбено. Така да тој аспект јас тука не гледам простор за некаква си поголема загриженост. Загриженост во секој случај би била доколку политичката криза во Република Македонија продолжи, доколку политичките лидерства на најголемите македонски и албански партии не покажат храброст да навлезат во нови политички процеси, да ги решаваат политичките предизвици кои стојат пред нив, низ диалог нормално, низ толерантен диалог, затоа што ќе реков пред малку, ќе повторам, темелот на македонската држава се односите помеѓу македонскиот и албанскиот народ и на нас како припадниците на помалите етнички заедници кои сме тука ставени на некој начин како гаранти на унитарноста на Република Македонија. Не би шпекулирал во овој момент со ништо друго освен со тоа што дека се надем дека многу брзо ќе имаме формирање на нова влада, а од начинот на кој ќе се формира новата влада ќе можеме да влечеме претпоставки дали не очекуваат брзи избори, дали ќе одиме прво на локални избори или нешто слично, значи во секој случај моите очекувања се на брзо формирање на влада, а кога ќе биде формирана новата влада во однос кога ќе го видиме персоналниот состав на кадрските решенија и на сето она што ќе произлегува од тој политички договор, тогаш ќе можеме да правиме проценка дали владата ќе биде долгорочна, краткорочна, дали ќе има условно кажано тоа само една употреба за спроведување на брзи избори или на некое подолго време. Во секој случај јас не би, ни шпекулирам ни со бројката 61, затоа што мислам дека политичкиот процес е отворен. Мислам дека тука се може многу изненадувања. Така да тој аспект би оставил доволно простор, а би шпекулирал во однос на трајањето на владата кога ќе видам кадрските решенија. Но се извинувам околу многу кусо што треба да завршуваме. Многу кусо. Новите избори, но и тука има уште една непозната. Дали тогаш сите партии би учествувале на тие нови избори? Значи, тоа е уште еден момент кој што може да донесе до продлабочување на криза. Значи, кај нас во Македонија во овај момент работите се многу замрсени, значи многу тешки. Јас посакувам да тоа сето се расчисти и многу чувствителни се во овај момент. Дури и брзите избори, ова го кажувам, дека дури и брзи избори не мора да значат решавање на кризата. Благодарам.
Ви благодарам што одвоивте од вашето време да продискутираме за овие теми. Останува да видиме што може да не очекува до 29 кога Груевски и дали ќе успее да го формира новиот владин кабинет, дали со Али Ахмети тоа ќе биде старо-новата коалиција ВМРО, ДПМН и ДУИ и како ќе се надминат овие различни ставови околу вакви прашања, дел од нив опфатени со платформата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте и оваа дебата на телевизија Нова.